Почнувајќи на денешен ден, далечната 1903 и во следните 2 дена, група македонски интелектуалци ги дигнаа во воздух бродот Гвадалкивир, Отоманската банка, поштата, плинарницата и низа други јавни објекти. Настаните, познати како Солунските атентати, извршени неколку месеци пред Илинденското востание, представуваат најголем настан што предизвика силен ефект во европската јавност. Впрочем, и целта на групата беше со динамитни акции да се предизвика интервенција на европските сили во Македонија и да се запознае јавноста со состојбата во земјата. Со активирањето на динамитот, поставен на францускиот параброд Гвадалкивир, започнуваат акциите на гимиџиите кои трајат до 30 мај 1903 година. Во изведувањето на акциите се оштетени или уништени повеќе објекти во Солун, и тоа Отоманската банка, летниот театар Алхамбар, хотелите Египет и Гран Хотел. Оштетени се делови од гасоводната и водоводната инсталација, при што е направен обид и за атентат врз Солунскиот валија. Солун бил потресен од изведувањето на атентатите. Турските власти веднаш презеле ригорозни мерки против местното македонско население во Солун. Солунските атентати и саможртвата на гимиџиите делувале кон промена на текот на настаните. Архивските записи велат дека значителен одглас атентатите имале и во Скопје и во Велес, родниот град на повеќето гимиџии, како и во Источна Македонија. Гимиџиите биле бескрајни идеалисти и со смртта сакале да бидат корисни на ослободителното дело на татковината. Жителите на Велес и денеска одаваат почит на храброто дело на младите гимиџии.